Tetovo, 9. ноември 1972 година. Јосип Броз Тито на самото место на големиот настан од историјата на македонскиот народ. Идејниот водач на Југословенската револуција Јосип Броз Тито, по повод 35 годишнината од формирањето на Комунистичката партија на Македонија, во своето поздравно писмо до Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, пишува: Основањето на Комунистичката партија на Македонија представува крупен настан во долгогодишната богата револуционерна историја на македонскиот народ и неговата борба за национално и за социјално ослободување. Тоа исто така беше потврда на доследната примена на марксистичко-ленинистичкиот став на Комунистичката партија на Југославија за решавање на националното прашање, што веќе пред тоа дојде до полни израз во одлуките на Четвртата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија за формирање на комунистичките партии на Словенија, на Хрватска и на Македонија. Тој став, потврден на Петата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија, доби своја полна револуционерна содржина и најдоследна реализација во годините на Народно-ослободителната војна и револуцијата. Понатаму во поздравното писмо, другарот Тито вели: Основањето на Комунистичката партија на Македонија значеше силен револуционерен поттик за македонските комунисти и работничката класа, што придонесе за уште поголем разгор на народно-ослободителната борба, на чија чело тие се наоѓаа и низ која со големи жртви, заедно со другите народи и народности на Југославија, извојуваа национално и социјално ослободување на македонскиот народ и на народностите во Македонија. Основањето на Комунистичката партија на Македонија во рамките на Комунистичката партија на Југославија представуваше голем историски настан со далекусежно национално и политичко значење. Поедно тоа беше крупен чекор во историскиот од на најнапредните општествени сили кон национално определување и кон остварување на историската мисија на работничката класа за преобразба на општеството. Македонскиот народ измина долг период на усилби и борби за национална и за социјална слобода. Еден долг историски процес на перманентно созревање и постојано докажување и присутност на крвавата историска револуционерна сцена. Тоа е период на постојан револуционерен растеж, проткаен со илјадници жртви на најдобрите македонски синови, кои не жалејќи ги своите животи, ја лееа својата револуционерна крв на македонската почва, па и надвор од неа, докажувајќи ја упорно вистината за Македонија. Почнувајќи од селските буни и востанија и големиот Илинден, па преку бројните крвави демонстрации и штрајкови, македонскиот народ, заедно со другите југословенски народи и народности, под раководството на Комунистичката партија на Југославија, го заокружи својот револуционерен борбен циклус во последната народно-ослободителна борба против фашизмот. Зближени во таа борба под едно исто знаме, сврсто стегнато во рацете на водачот и стратегот на Југословенската револуција, великиот Тито, македонскиот народ се изнајде себе си, определувајќи го и со крв трасирајќи го патот кон иднината, за да стигне до денешницата. Во тие виорни дни, во безпоштедната борба против фашизмот на 19 март 1943-та, се роди во Тетово Комунистичката партија на Македонија, како револуционерен одраз на вековните идеали и стремежи на македонскиот народ и како символичен израз на правилната и докрај доследна политика на нашата партија. За тој историски настан и за се она што претходеше за да биде ден незаборавник, се присеќаваат Светозар Вукмановиќ Темпо, Страхил Гигов и Цветко Узуновски. Март 1983. 40 години од денот незаборавник и чекори на живите сведоци на великиот чин, што не приближуваат кон меморијалниот музеј на Комунистичката партија на Македонија.
da je to sudbonosna odluka, znaš, jer tu se rešavalo pitanje, tu je sad slobodna makedonska nacija, oslobađa se, stvara se uslovi za stvaranje makedonske države prvi put u svojoj istoriji, poslije one kratkotrajne Kruševske republike, razumiješ. Osjećali su odgovornost, nešto, raspoloženje vedro nije bilo, ali osjećala se, težina situacije se osjećala. Osjećali su mali broj ljudi, najbolji ljudi su u zatvorima, u logorima, ali nije kolebanja, ali odgovornost je osjećala se na njihovim licima. To sam vidio pri ono maloj svjetlosti, čkiljavoj, ali se osjećalo tako da nije bilo nekog veselja, nije, težina situacije je visila nad nama, nad našim sastankom, to je istina. Состанокот јако бевне малку, се на се 4 души, беше многу свечан, зашто се работеше за еден историски настан кој ја одреде судбината на македонскиот народ и воопшто на судбината не само за македонскиот народ овде во Вардарска Македонија, во Социјалистичка република, него и судбината на македонците во другите делови на Балканов и во светов. Несомнено, основањето на Комунистичката партија на Македонија и изборот на незиниот прв централен комитет е од големо историско значење, не само за комунистите од Македонија, него и за целиот македонски народ и народностите кои живеат во Македонија. Тоа е исто така значајно и за македонците во Пиринска и Егејска Македонија. Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија водеше голема грижа да ни даде помош. Тоа го стори на неколку пати за време на окупацијата. Првата помош дојде кога го испрати другарот Лазо Колишевски и Драганчо Чилја. Втората беше помош кога Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија го испрати Добривој Радосавлевиќ во 1942 година летото. И третата помош што ја даде Централниот комитет и другарот Тито, мислам, беше со испраќањето на Светозар Вукманов и Темпо, кој имаше големи овластувања со оглед да ја познаваше отпорано организацијата у Македонија. Он беше дојден уште у 1938, 39, 40 па и 41 еден период беше тука. Темпо имаше овластувања широки да преземе се што може да унапредни борбата, да се развие борбата у Македонија, али со посебна напомена на другарот Тито по секоја цена да формира и комунистичка партија, што беше малку и задоцната кај нас, jer odluke имаше уште во 1934 година на четвртата конференција на КПЈ да се формираат комунистички партии во Словенија, во Хрватска, па у најскоро време у Македонија. Но независно од тоа што задоцна со основањето на Комунистичка партија на Македонија, со ништо не може да се намали важноста на самиот чин. Зошто тој чин значеше признавање на дело, не во декларации и теоретски, туку на дело самобитноста на македонскиот народ, неговата равноправност со другите народи на Југославија и поширока мобилизација на Македонија во борбата против окупаторите и квислинзите. Заради доследното спроведување на револуционерната политика на Комунистичката партија на Југославија и за уште поголемо разгорување и омасовување на вооружената борба во Македонија, од големо значење беше испраќањето на Светозар Вукмановиќ Темпо на теренот на Македонија во првата половина на март 1943. Pa,
Prošlo je 40 godina već. Od onoga dana kada sam stigao u Makedoniju. Put je bio dug, 3 mjeseca, od Oštrelja do Skoplja. U Skoplju sam našao od rukovodstva samo Ljiljaka i Veroaciju. Bio je i Bobi Radosavljević kao instruktor CK. Iz rukovodstva je još bio Pitu, Kuzman, Josifovski i Strahil Gigov. Oni su bili na teritoriji Makedonije pod italijanskom okupacijom. Debar, Kičev, Tetov. Teška je situacija bila tada. Svi oni drugovi sa kojima sam se ja znao, još od prije rata, sa kojima sam radio na stvaranju partijske organizacije u Makedoniji, oni su bili ili pobijeni, ili u logor, ili u zatvor. Lično se nisam znao sam se samo sa Pituom, i to svega jedanput sam se sreo s njim prije rata, u Priljepu je prisustvovao jednom sastanku kao mlad komunista. Ostale nisam znao, sem Strahilja Gigova. Sa njim sam se znao još iz prije rata. Situacija se još više pogoršavala zbog odluke Kominterne. Odluka Kominterne je bila da se saglašavaju, da makedonska partijska organizacija bude pripojena i ostala u sastavu Jugoslovenske partije, ali da se Jugoslovenska partija i Bugarska partija saglašavaju o borbi koja treba razvijati u Makedoniji. Sad šta da se saglašava? Linija Bugarske partije u gradove, ekonomska borba, ne borba protiv bugarske vojske, a protiv koga ćeš se onda boriti, jer Njemaca nema. Njemačkih okupatora nema, ima samo njihovi predstavnike njihove, ali vojske nema. Bugarska vojska, ona zamenjuje njemačku vojsku. I u toj situaciji sastao sam se sa onim što je bilo na terenu. Bio je Ljiljak i Veraceva i Bobi, i sa njima smo se dogovarali o tome kako organizovati borbu. I tu je nastalo ono odluke, bitne naše odluke, to su sljedeće bile. Pozvati sve Makedonce iz Sofije, iz logora, ako su u logoru, pozvati da beže. Organizovati bekstvo ovih iz zatvora, Laza Koliševskoga, bekstvo, sve pozvati sve komuniste koji su spremni da idu u borbu. To je prva odluka bila. Druga, svi moramo biti u šumu, isprazniti gradove. Drugovi su se odmah složili sa mnom. Nije bilo ni jednoga koji se kolebao od ovih u partiji koji su bili, koji u rukovodstvima. Iz Sofije su također došli. Nije nam uspjelo da oslobodimo Laza Koliševskog. Ali iz logora je izašao Abas, Cvet Kuzunovski, s njim sam se prvi put video, čuo sam za njega da je Španac, španski borac i tako dalje. I tu sam se odlučio, pošto sam imao ovlašćenja takva od centralnog komiteta, da sam odaberem ljude za centralni komitet. Privremeni, dok se ne razvije borba, pa onda poslije iz borbe će izlaziti to. I ja sam se orijentisao na ljude koji za rukovodstvo, na koje sam znao od ranije, bez obzira da li se nalaze u borbu ili se u zatvoru. Ili u zatvoru ili u logorima. I naravno one koji su iz borbe koje vidim. Tako da je to rukovodstvo bilo dosta suženo. Tako da sam od tih ljudi insistirao da se formira rukovodstvo. Na 14. mart 1943. godina stignav vo Skoplje od internacija i pravo otidov na sostanak so Tempo i so Dobrivoj Radosavljević. Na toj sastanok mi беше соопщено и бев запознат дека
ќе се оснива Комунистичка партија на Македонија, нејзин централен комитет и ќе се реорганизира главниот штаб на Македонија. И по тие прашања дискутиравме и се сложивме да јас се дојдам заедно со Темпа, требаше да тргнеме на 16. март овде, во Тетово, за да го организираме првиот состанок на ЦК на КПМ. Меѓу тоа Темпо, курирот не беше стигнат од Косово, тој остана, а ја на 16. март тргнав за Тетово. Овде не беше ни Кузман, ни Страхил Гигов. Ја испратив курири, пошто ми беше речено да му саопштам на неми за формирањето на ЦК и да дојдат тие овде во Тетово, испратив курири и тие дојдо, Кузман стигна одма, а покасно, мислам една вечер стигна, или другиот ден стигна и Страхил Гигов. На 16 или 17 март пристигна курир у комитетот, мислам, на Струшката партиска организација и им саопштил да хитно ме викаат у Тетово да дојдам. Има дојден инструктор од КП на Југославија и да ќе треба да се најдеме, да одржиме састанак. Јас која чув таја, мислам, одлука, одма кренав од Струга. Вечерта, веќе негде колку 4-5 саатот стигнав у Тетово. Ја имав тука и обезбеден стан кај што се иначе живеев илегално. Отидов таму и одма им јавив преку врската, тоа домаќините, те беа сите организирани, им јави да му јават на Мерџанот и јас сум пристигнат. Kad smo završili posao u Skoplje, prešli smo preko granice za Tetovo. Pratio me, ja mislim, jedan Makedonac, drug. Išli smo preko Raduše i onda pravo uz onu planinu, u sred bela dana, dole su u rudniku Njemci i njemačke straže, jer to je rudnik Hromat, važan za Njemačku, a mi smo u sred dana, nas dvojica, krenuli pravo preko planine za Tetovo. U Tetovo je, tamo nas je već, Abbas je već prošao kroz Skoplje i otišao pravo za Tetovo i tamo smo se našli već drugi dan, našli smo se Strahil, Kuzma Josifovski i ja i Abbas. Naš četvoro. Другарот секретар што беше предвиден за областниот комитет Мерџан, веќе се договориме да организират овдека обезбеđење. И тој го имаше веќе организирано со не знам колку другари, 10, 6, не знам колку другари имаше околу организирано обезбеđењето овдека. И така, на вечерта, во 7 сатот, почна и состанакот. Кога се сите собравме, пред тоа така известни муабети, кој како што е неврзани, и кога веќе се смири сета работа, Темпо кажа дека е инструктор на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и од Врховниот штаб
Народно-освободителната борба и партизанците одреди, е упълномощен да дойде у Македонија и да ја помогне и на партијата и по војна линија. И тога он така малце со еден посвечен глас кажа да има одлука на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито да се формира Комунистичка партија на Македонија и да се избере нејзино централно раководство. Ние бевме, кажав, одушевени со тоа, сите, и ја прихвативме одма одлуката, кажаме да е, мислиме да е крајно време, да сега би многу значило ако се стварно формира таа партија, jer се оноа што се колеба, дали ќе ние оваа борба биде плодна и дали ќе со успех ја завршиме, ќе може да се прибере, да се собере, да се приклучи кон борбата на партијата за крајната победа, односно за ослободување на Македонија. Кога тоа беше свршено, онда седнавме и направивме дневен ред, како сега да се одвива целата работа. За дневен ред имавме, колку сега се сеќавам, 4 точки на дневен ред. Првата точка беше анализа и извештај, еден повеќе вид за политичката ситуација во светот, во Југославија, а делумно и во Македонија, и состојбата на фронтовите. Втората точка беше разгледување на политичката ситуација во Македонија и организационата положба. Трета точка беше избор на Централен комитет на новоформираната Комунистичка партија на Македонија. И четврта точка беше задачите на Централниот, на новоформираниот комитет, на Централниот комитет, мислам, на Македонија, и не само на Централниот, него и на целата партиска организација во Македонија. Кога го утврдивме тој ред, прво зеде збор Светозар Вукмановиќ и говореше за политичката ситуација во Југославија, во светот и за положбата на фронтовите. Он се нарочито задржа на битката пред Сталинград, jer тога беше баш од тоа време пред, може, месец или така нешто, кај што сите се сложиме и означивме као една од најкрупните победи на сојузниците, односно на Советскиот сојуз, и прв пат ќе тука добиен прв ударец на фашизмот за целото време на неговото постоење. Кога завршиме по оваа точка, мислам и по едната и по другата, говоревме за стањето во Македонија, каква е положбата и што треба се да се превземе. Ситуација битно се разликувала од онеј под бугарском окупацијом. У томе што италијански окупатор веќе nije онако суров као што е тамо, vrlo, ne samo surov, nego je vrlo žestok. Svaku pojavu oružane borbe odmah mobiliše se celi pukovi idu da razbiju tu. Svaki početak da razbije. Ovde već italijanski okupator već je drugčiji. On je uglavnom zadovoljan da ima gradove i ima komunikacije. Dok ga tu ne ugroziš, on te neće dirati. Tako da smo mi bili tu bezbedniji rukovodstvo. Zato smo izabrali da bude rukovodstvo na toj teritoriji. Drugo, stanovništvo je kompletno, makedonsko stanovništvo bilo kompletno za borbu bez ikakvog oklijevanja. Tu nije bilo nikakvog oklijevanja, ništa. I tu nije dopirala direktiva komiteta, nije bila neposredno ova direktiva komiteta, nije se osjećala na toj teritoriji. Поминавме на третата точка, избор на Централен комитет. За избор на Централен комитет другарот Темпо кажа да е у Скопје имал веќе
неколку разговора со комунисти, постари комунисти, со Добривој Радосавлевиќ, и у основном се сложиле да овој прв Централен комитет на Комунистичка партија на Македонија биде од што потесен состав, така да после утекот на војната, утекот на борбата, утекот на развивањето на народно-ослободителната борба, да се допълнуе со проверени и одани членови на нашата партија кои се докажале у самата непосредна војна. Така да од Централниот комитет тога бевме предложени, тоа Темпо го предложи, бевме предложени другарот Лазо Колишевски и тоа за политички секретар на Централниот комитет. Втора беше Мара Нацева, организационен секретар, членови Кузман Јосифовски Питу, Цветко Узуновски, јас бев и Бане Андреев. Мислам дека немаше комуниста во Македонија, па и македонец, кој на вистина со најголемо подушевение не ја приме ова одлука. Не можеше да таа одлука не му стои на срцето, кога се работеше за еден напатен народ, кој први пат сега во историјата добиват признање и за неговиот понатамошен развиток. После изборот на Централниот комитет поминавме на четвртата точка од дневниот ред, непосредните и наредни задачи на Централниот комитет, односно на целата партиска организација во Македонија. По ова прашање имаше се разви доста голема дискусија у самиот почеток и уште не беше дискусијата ни завршена, уште ја водевме. Одедном влезе во собава другарот Мерџан и ни саопшти да треба да го напуштиме састанакот, jer обезбедењето, стражите кои биле исфрлени горе кон планината, јавиле да нешто се дешава горе, има некои патроли, некои движења, некои батерии светеле и така натака. Ние одма без многу дискусија решивме да се разидеме и така испаднавме од куќава и право не прифатаја таму веќе едни другари кои биле определени за обезбедење. После не еден ден, два, ние го продолживме овој састанак, односно четвртата точка од дневниот ред, непосредните наредни задачи на Централниот комитет на Македонија. Во наставакот на састанокот, мислам по четвртата точка, беше разгледано пошироко и многу поактивно што се са задачите на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. И тука се наброја маса работи, а као клучни одлуки беа зајакнување на партиската организација секаде кај што постои и формирање на нови партиски организации онде кај што има услови, а до тога не биле формирани. Развивање на и јакнење на партизанското движење и формирање на нови и поголеми војни единици од 4 одреди, батальони, бригади.
Оживотворувањето на тие решенија донесени на првата седница непосредно влијаеа за натамошното разгорување на востанието во сите краишта на Македонија. Почнаа да се формираат големи воени единици, батальони и бригади, што му нанесуваа смртоносни удари на окупаторот. И наскоро после толку пролеана крв, дојде и долго очекуваната и со векови бараната слобода. Големината и далекосежноста на овој звезден миг од нашата историја ја нагласи во својот политички реферат секретарот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, другарот Лазар Колишевски, на првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија, одржан во декември 1948 година во Скопје. Формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, рече во таа прилика другарот Колишевски, имаше огромно значење за осамостојувањето на партиското и политичкото раководство на Македонија и за брзото растење на националните партиски кадрови. Растежот и развитокот на народно-ослободителната борба во Југославија во 1943 година е од огромно значење. Нагласувајќи ги карактеристиките на борбата на македонскиот народ во огнената 43 година, другарот Лазар Колишевски на митингот одржан на 11 октомври 1973 година во Кичево, покрај другото, рече: Логичен израз на политичката битка и победата на линијата на Комунистичката партија на Југославија беше формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, која што уште на својата прва седница можеше да донесе низа значајни одлуки за натамошниот разгор на востанието. Израз на тоа беше масовното разраснување на востанието, посебно во Дебарца, Тиквешко, Кумановско, каде што населението во пролета на 1943 година масовно се крена во борба против окупаторот. Масовноста на востанието, силните удари што нашите партизански удари му ги нанесуваја на окупаторот, се поголемата слободна територија, го поставија на дневен ред и создавањето на покрупни војни единици, односно создавање на народослободителна војска на Македонија, која, како што се вели во прогласот на главниот штаб, до борците на Македонија, заедно со другите народослободителни војски во Југославија, ќе биде вистинска гаранција дека Македонија ќе биде навистина слободна. Тоа решение со историско значење е остварено по седницата на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во Преспа, чија што годишнина пред кратко време прославувавме, кога се формирани првите батальони на нашата народослободителна војска. Знатното проширување на слободната територија и ослободувањето на првите градови Кичево и Дебар по капитулацијата на Италија придонесе за уште позначено омасување на нашата борба, кога во редовите на народослободителната војска почна да пристапуваат и се поголем број припадници на албанската и турска народност. Формирањето на двата батальона од косовари, срби и црногорци, политички затворници по разните италијански затвори и логори во Албанија, а нешто подосна и на првата македонска пролетарска ударна народослободителна бригада на 11 ноември 1943 година во село Сливово, како и на втората македонска ударна народослободителна бригада во село Пуштани, Мегленско, Егејска Македонија на 19 декември 1943 година беше сведоштво за силата на нашето движење, на нашата борба за правилност на политиката на Комунистичката партија по националното прашање. Говорејќи за разгорот и решеноста на македонскиот народ својата борба да ја обедини во заедничката судбина на југословенските народи, другарот Лазар Колишевски на Свечената академија по повод 60 годишнината од формирањето на Комунистичката партија на Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија, СКОИ и револуционерните синдикати, на 11 октомври 1969 година во Скопје, покрај другото, рече: Подемот на востанието во Македонија беше можен затоа што нашиот народ ја прифати политиката на нашата партија како своја, како израз своите најдлабоки национални стремежи и идеали. Ја прифати затоа што за свои сојуници во борбата ги имаше југословенските народи
i narodnosti i работеща класа на Југославија. Ја прифати затоа што таа представуваше борба за создавање нова Југославија во која македонскиот народ ќе стане равноправен член со сите други народи и народности, затоа што представуваше конечна пресметка со сите завивачки претензии кон Македонија и угнетувачката политика кон македонскиот народ. Првиот војник на нашата револуција, председателот Јосип Броз Тито, во повеќе прилики го нагласуваше учеството на македонските партизани во конечното успешно довршување на 4-годишната револуционерна борба на југословенските народи и народности. Нагласувајќи го континуитетот на револуционерното растење, изразено низ огромните постигања на Социјалистичка република Македонија во повојниот развој, председателот Јосип Броз Тито, по повод 25 годишнината од Асном, на 2 август 1969 година во Скопје, покрај другото рече: Комунистичка партија Југославија још у 1934 години донела одлуку о стварању Комунистичке партија Хрватske, Словенија и Македонија. Она свакако улази у ред најзначајних политичких одлука Комунистичке партија Југославија, jer je u njoj jasno izraženo gledište da avangarda radničke klase može uspješno ostvariti svoju ulogu samo pod uslovom da vodi računa o nacionalnim interesima i da je internacionalistička. Ta odluka koja je kasnije sprovedena u život bila je od odlučenog značaja za napredni pokret u čitavoj Jugoslaviji. U Komunističkoj partiji Jugoslavije kao avangardi radničke klase makedonski narod je vidio i osjećao jedinu revolucionarnu snagu čiji se interesi poklapaju sa njegovim težnjama. Opšti ciljevi borbe Komunističke partije Jugoslavije i dosljedna primjena ljenjinskih principa u nacionalnom pitanju duboko su se odrazili u preobražaju nacionalno-oslobodilačkog pokreta makedonskog naroda. U takav revolucionarni pokret koji je pored svoje nacionalne dobio i pravo socijalističku društvenu sadržinu. Na taj način, za razliku od ranijeg perioda, makedonski narod našao se u narodno-oslobodilačkom ratu na istim pozicijama i platformi sa ostalim bratskim jugoslavenskim narodima. Istovjetnost njihovih težnji, koje su bile ozakonjene u historijskim odlukama drugog zasjedanja Avnoja, o stvaranju nove federativne Jugoslavije kao zajednice ravnopravnih naroda, bila je najčvršća garancija za puno ostvarenje nacionalnih i socijalnih interesa makedonskog naroda. U sudbonosnim događajima drugog svjetskog rata Komunistička partija Jugoslavije mora se još jednom i to na djelo najodlučnije suprotstaviti hegemonističkim pretenzijama i ne samo veliko-srpske, već i veliko-bugarske buržazije, koje su negirale postojanje makedonske nacije i činile sve da bi je počinila svojoj vladavini i da bi je denacionalizirali. Komunistička partija se uvijek dosljedno suprotstavljala svim utjecajima buržoaskog velikog državnog šovinizma i upravo takvoj dosljednosti Komunističke partije Jugoslavije obezbedila je da se makedonski narod borio rame uz rame sa jugoslavenskim drugim narodima, ali zato je bilo neophodno odlučno se obračunati i sa veliko-bugarskim shvatanjama nekih bugarskih komunista koji su došli u Makedoniju i suprotstavljali se organizaciji oružane oslobodilačke borbe naroda Makedonije. Smatrajući bugarsku okupatorsku armiju kao oslobodilačku i time objektivno djelovali protiv interesa i ciljeva makedonskog naroda, a i protiv interesa naše zajedničke antifašističke borbe svih naroda Jugoslavije. Oružanim ustankom 11. oktobra 1941. godine makedonski narod, kao i narodnosti Makedonije, Albanci, Turci i drugi, dokazali su svoju povezanost sa ostalim jugoslavenskim narodom. Kao i teritorija čitave Jugoslavije i u Makedoniji, i Makedonija je postala poprište žestokih sukoba sa okupatorskim trupama svih vrsta. Nikakve represalije nisu mogle da uguše narodno-oslobodilački pokret u Makedoniji, jer je on, kao i u ostalim krajima Jugoslavije, imao svenarodni karakter. Narodno-oslobodilački pokret na tlu Makedonije bio je značajan i za razvijanje tjesne saradnje i sa pokretima susjednih zemalja.
između ostalog i iz redova odbjeglih vojnika bugarskih fašističke okupatorske armije, stvoreno je nekoliko partizanskih jedinica koje se uključile u antifašistički pokret u svojim zemljama ili u svojoj zemlji. Vjekovima ognjetavan, isputavan, makedonski narod je kroz oslobodilački rat i socijalističku revoluciju izrastao u slobodnu naciju koja je odlukama prvog zasjedanja Asnoma postavila svoje državne principe. Pripadnicima albanske, turske i ostalih narodnicima na tlu Makedonije stvoreni su kao ravnopravnim građanima mogućnost svestranog razvitka. Drugarice i drugovi. Dostignuća Socijalističke republike Makedonije za proteklih 25 godina najbolje su potvrda da samo u uslovima potpune nacionalne ravnopravnosti i socijalističkim društvenim odnosima radni ljudi mogu da ispolje svoje stvaralačke sposobnosti, kao u ostalom i u čitavoj Jugoslaviji. Македонскиот народ за прв пат во својата богата револуционерна историја зачекори во слобода, сврзувајќи го својот утрешен ден со еднината и стремежите на југословенските народи и народности.